Ако на почетокот имавме еден проблем, а тоа беше долгот кон приватните превозници, наместо да се решеше, идеме на се дополнуваме со втор проблем, тоа е одземање на работата на приватните превозници кои што во моментов практично им е загрозена екзистенцијата заради тоа што им е одземена работата. Сега имаме трет проблем каде што се најавува некаков оглас за некаков дел од тој превоз на кој што треба повторно да се јават под не знам какви околности, ќе видиме и услови ова што ќе биде објавено, после ќе го коментираме од кога ќе го видиме како е напишано. Меѓутоа новиот оглас не може да го реши проблемот заради тоа што ниту еден превозник не може да се вклучи во превозот ако има претходен долг и ако го има ова однесување на градоначалничката која што не даде сходно да се извини, барем да каже дека била погрешно информирана и дека постапила погрешно во цела оваа постапка и дека ќе се уредат работите и понатаму нема да се случува кој превозник да се вклучи во сообраќајот, во јавниот превоз, дека ќе му се случи истото што им се случи на овие приватни превозници. Радикализацијата е очекувана ако се гледа дека нема некакво решение. Јас вчера се обидов, како што ви кажав, на некој начин да влијам на приватните превозници, да видиме дали постои друг начин и да се ослободат крстосниците. Тие сите останаа единствени во ставот дека такво нешто нема да може да се случи.